Зошто спортот во Македонија разединува наместо да обединува? Ова беше темата на денешната дебата организирана од Диверзити медија. Гости на јавната дебата беа признатите македонски спортисти Гордана Нацева и Артем Шаќири. Тие сметаат дека проблемот постои меѓу навивачките групи, а не помеѓу спортистите. Нацева рече дека најпрво е потребно да се работи на меѓусебното почитување, затоа што спортот е рефлексија на нашето секојдневие. Шаќири пак побара да се престане со навредите на верска и етничка основа. Ние мора да поработиме на навивачките групи и мора да поработиме на меѓусебното почитување, а доколку така да е во секојдневниот живот, тоа ќе биде на терен. Сега, како што кажа Артем, ние спортистите меѓу себе, јас никогаш не сум имала проблем, ракометот имало во некои клубови колешки, албанки, турчинки и ромки, меѓутоа со мене немало никаков проблем во однос на нашата комуникација и дружење. Настанува кога проблемот настанува кога се организираат групи масовно. Пак ќе речам, спортот е рефлексија на секојдневниот живот и само подобрување на нашето секојдневно живење, почитување на различниот од нас, по потекло, по вера, тогаш тоа ќе се рефлектира и на спортот. Едуцирање треба на навивачките групи. Се вреѓа на национална база. Зашто? Сум играл за македонска репрезентација од 94-та. Се вреѓа национална база. Зашто? Па има албанци во репрезентација. Преку поставена платформа на овие дебати, поентата е да се разговара за проблемот за истиот да се надмине, вели Назим Рашиди од Диверзити медија. Повеќе целта ни е токму тоа да се дебатира без комплекси, да излезат на виделина сите тие проблеми евентуални кои што има, за после да може да се најдат или да се побара да се најдат решение. Не сме тука ние да најдеме решение или да потикнуваме или не знам да иницираме некакво решение, но за нас е битно за овие работи да се зборуваат. А како лично, како граѓанин, мислам дека сигурно дека има можност да се најдат решенија, но тоа ќе подлекува според мене повеќе чекори институционални, исто така и од спортските клубови се поголеми активности, но сепак тоа е дел што самите спортски работници, спортистите треба да најдат решение. Ние еве им нудиме платформа. Мислам дека и до институциите понекогаш и до самите спортски клубови, бидејќи очигледно спортските клубови, да речеме, не обрнуваат доволно внимание за едукацијата на нивните навивачи. Има практики во светот како тоа се прави. Од друга страна, институциите исто така треба да бидат, ако сакаат, по експедитивни, еве да го употребам тој збор, кога ќе се направи нешто лошо, ние не гледаме доволни казни, не гледаме доволно дури едукација, еве има некои кампањи, но колку се тие ефективни, тоа е нешто друго. Граѓаните сметаат дека спортот служи за обединување, но за жал реалноста е поинаква. Пак ја мислам да тоа све ради што нису народ запослени, гладан народ и забораен све, и спорт и све. Да се зближиме, но во практика не е така. Во практика другачие. Овде во тето спортот ги разделува луѓето. Тоа е некако застаната традиција која мора, пак како што реков, да се искорени, што народот, етиката мора да е малце превладее на поинаков начин од ова што го има сега. Значи, не можеме ние да живееме во едно минато време. Мора да се вратиме на вистината, а вистината е таа. Живееме со кого живееме, да живееме, што се вика. Да се прифатиме, тоа е еден голем плюс. Па требало да не споит. То не е убаво, треба младите да си мислат. А како гледам и слушам, мислим, тепачки повише него заедничко. Во рамките на овој проект ова беше петта дебата. Вклучувањето на јавните личности во разговори со граѓаните е примарната цел, а крајната е да се дојде до решенија, спортот да се користи за обединување, а не за разединување.